Благодарам. Колега Локвенец, нема да го повторувам тоа што го кажа колегата Цуклев, иако во цело се сложувам со него. Значи, тоа е факт, тоа е впечаток. Не се слуша? Не, ајде. Значи, во цело се сложувам со колегата Цуклев во тој дел, но еден мој впечаток на почеток, значи, вие почнавте да го образложувате овој закон, измената на овој закон, како да се правдате нека. Зошто да се правдате? Ако е вред се, што има да се правдате? Ако не сум јас крив, што има да се правдам? Така ми е впечатокот, затоа што употребувавте зборови, вака, да повторам нешто, во интерес на вистината. Закон е ова, која вистина, која си имат членови, тоа беше вистината. Значи, до сега ова било лага, па сега ова ќе биде вистина. И добро е што на крајот го кажавте најважното. Го кажавте, се било ради ТАВ. И добро е што ја кажавте причината, значи заради ружата на ветрови не може таму да се изгради во Штип. Но јас ќе ви предложам многу добро решение за Република Македонија и за вас како влада и за нас како опозиција, најмногу за земјоделците во Република Македонија. Значи, еве ќе правите и нова агенција за поддршка на земјоделието, ние направивме една. Се тоа го поддржувам што е за поддршка на земјоделците. И сега што дојдовме во ситуација, ветар имало во Штип, добро, има ветар во Штип, не може да се изгради, но еве предлагам 3 локации, изберете каде, видете каде најмалку има ветар, на тромеѓето помеѓу Росоман, Кавадарци, Неготин. Во тој дел, ако се изгради карго аеродром, ви тврдам дека сите земјоделски производи за 1 час може да стигнат до аеродромот тука и за 2 часа да се во Франкфурт. Значи, ќе направиме многу голема работа за земјоделците во Република Македонија, за кој бил наменет овој карго аеродром. А другото што кажавте, да може да случи анекс договор, овај оне, па му даваме и на концесионерот да предлага анекс договори. Значи, концесионерот секако има интерес, иначе ќе откажел концесијата. Тука не чепкајте, затоа што ствараме повторно можности за корупција, можности за расфрлање на парите и така натаму. Значи, чисто на ТАВ да му понудиме, да му дадеме добра локација во ова тромеѓе, ви кажав, и ќе направиме многу добра работа за земјоделците во Република Македонија. Се друго што предлагате е расфрлање на пари за ништо. Благодарам.